Градошалникот на локална самоуправа сме биле многу пати. И има писмо примерно говорено дека овој пат од Душева тука до Земани и натака е под регионален. Значи што сели дека припаѓа на Македонија цел пат регионален пат. Така. И не сака да го прави, не го прави. И алтернатива на овој пат. Сега, ако сакате, да ви кажам, тука на ова може проваѓаат по 500-600 деца за школа. Кога ќе падне киша, постои шанса да отиде свако дома дете. Не само дете, стари луѓе, кога се закотекнат. Тој не ќе да го прави. Јавно кажува дека не е тоа под негова инжеренција, дека е на држава. Едно прашање до вас. Чекај, само да си докажам. Натака од салон. Ние немаме превоз град, одиме пешки, а јас сум боливар. Одиме пешки 20 години. А автобус се врти кај салон. Нашите деца во школа, 60 деца имаме што одат во училиште. Одат пешки, се снаоѓаат кој како знае. Срамота е. Тој вели дека е на република, ние велиме дека е на локална самоуправа, нема решение. Не, има решение. Прашање, ако е на република, како можеше да го прави тротоарот? Видиш како е направен. Ама, како е направен? Како можеше да го прави ако не е у негова ингеренција? А за да ga гласа народот, тоа е направено. Слушайте луѓе, да не се лажеме. У мојата програма, кога ја бев кандидат за градоначелник, како локално решение за тротоари стоеше и овој тротоар тука на овој пат. Седнете, најдете ја програмата, ќе видите. Лева страна на пат, као тротоар, стоеше како идно решение во насело Карчиш. Значи, по програма. Значи, ако е под ингеренција на ако е регионален пат, локално не може, али тој пат кај што е населба, вие сте населба. Што ви населба? Населено место. Надвор од населба е регионален пат. Што е главниот проблем? Мостот или Главниот пат, ние имаме писмо од градошалникот, три документи, се дека овој пат не припаѓа под локална самоуправа. Јас не сум тој што можам да испитам дали е... може ли да ни го дадете писмо? Па ќе ни го дадеме. Може, ќе го доставиме. Ќе го доставиме писмо. Па ја ќе видам со Македонија пат, дали е или не е, да се така. Не е да бегаме. Така е. Да се види, јас не сум тој компетентен кој можам да проверам дали е регионален или локален. Само кажувам што има проблеми на него. На него што треба да се смени асфалт или што? Целиот пат правен 63 година кога е правен. Поланка пат за страци 63 година, тогаш е правен асфалтирано и више никогаш не е наставено пред некои 3-4 избори се стави преслака од оваа клучка до таа продавница тука горе во должина од 1 километар и тоа инвестиција одека што седи за овие 30 години. И не може да бегаме. Овие луѓе се државјани на оваа држава. Чекај, тој овој мост овде? Ова мост, овој пат, и таму има насочна, значи во должина 3 километра е последниот 3 километра од населено место. Значи должина од 3 километра, 4 километра. Реконструкција на целиот пат треба да се направи, не само мостот. Двете страни, тротоари, реконструкција на целиот пат. Тротоарот што е направен таму е ставен и вишњак, ве молам, повисоки и вишњаци се ставени моментално сега се вози од оваа висина. Не дај Боже да дојдеш, да со пат, да скрене со кола или било смрт. Смрт е направено. Атмосферска канализација нема. Тоа е чудо едно што уште еден има 2-3 проблеми, сакам да кажам. Ова местно население, проблемот ја го излагав и пред прошли избори, и прошли избори за локална, и на секој состанок. Ама никој не презема мерки. Има еден проблем во општина Стара Лагорично Куманово ОДК, кога се врши се снимање геодетско на земјиште. Може ли? Чекајте, тој проблем ја ви го кажам 5 пати, никој не го прости, се ставите и Дозволи да ја завршу прво. Дослушайте ме, јас го изложам проблемот, па ние после Да завршим. Не, да се докаже. Проблем човек што ја кажа да го расчистим. На локални избори, министер за транспорт и врски, Миле, доведе го овдека на мост. И сликано е и све, и смо разговарави. И сам министер ми ја кажаја дека е под локална самоуправа. Ја тој сакам да го објаснам. Значи, да се знае по чии ингеренции. Дајте ги папири, нека ги вице-премиер провери. Драго ќе ми биде,
Меѓутоа, знам дека лично министр сам го довеа да види место и да Ај нас беше види, фала му на човекот. значи Тој доведе га излезе во и Скопје човек си си направи километар и пол пат, го знаеш ти како беше таму. Фала му, јас само сакам да ви кажам, километар доведемо направи га пат, тага. да се диги секој сега што ќе помине. Дозволете, затоа ви кажувам, затоа го доведемо и кажа дека овој овдека е под ингеренција на локалну самоуправа, не на централно. Дајте нека Ќе ви провери. доставиме Све у ред. писмо, ќе ви доставиме Готово, писме ето, и ќе го извини, расчистиме. Војчо, може да Не, наставиш. сега може. Не, Војче. за да. Војче, nek се изкаже човек, може. Абе да се скаже, да се каже, за сите важи, за цела маса на збору. Заврши. Дај заврши. А така. Ние таму во тие мело трво, 60 куќи живеат. Тражишме да ни изгради локалната самоуправа проект за канал. Тие ни одговорија вака. Ние немаме пари да ви изготвиме проектот. Колку кошта тој проект? 3000 евра. Ние ќе събереме, еве, сиромаши сме, земјоделци и полјопривредници ќе събереме. Собравме пари, направивме проект за да се изгради канал. Се гуши господеја таму, имаме деца мали, септички работи, и септички јами. Тече, еве, таму е човеков, знае. Изградивме ние проект, заверен од сите институции. Го предадевме во локална самоуправа. Да пројде на састанок, нека каже дали е прошел. На Совет. Не е пуштен 6 месеци, септември го предадевме, не 5 месеци вешам, уште не е пројден на заседание. И шо се кај да тражиме спаси? Од кога да тражиме? Еве, имаме доставено и до вас таму. Во транспортни врски. Исто доставивме еден проекат и на партијава дадевме еден проекат. Значи, не знаеме кај да се обрати више. А таму не се трпи. Брдеја преко лето, како тоа течат септички јами, отворени во двор. Сега е отворен канал. Немаме тоа септички јами, тоа течат по дворови, секој на секој трпиме, може да трпиме преко лето. Вода таму немаме за пиење од градска вода. Само там вода нема ни цела маса вода.